Добро утро, Сузе, до тебе, добро утро до нашите гледачи. Се уште не врне надвор, времето е сега за сега само малку облачно, малку студено, меѓутоа се уште нема дожд, ама сме во очекување на дождот кој што го најавија денеска. Така. Екипата на утринската програма на Добро утро секој утро, ова утро се наоѓа во просториите на Кинотека на Република Македонија, кој што ќе биде еден од местата каде што ќе се случува 14-тиот фестивал на планински филм Ехо Фест. Заедно до мене е директорот на Ехо фестивалот, господинот Игор Талевски. Игор, добро утро. Добро дојдовте во утринската програма на Алфа телевизија. Оваа година имате навистина голема програма, огромна програма, 55 филмови од странски учесници. Дел од програмата ќе биде во Кинотека на Република Македонија, дел ќе биде на други места. Ајде за почеток да ни кажете што се ќе можат љубителите на убавиот планински филм да видат овие 5 дена. Ке се случува од 24 до 27. Добро утро повторно, благодарам за поканата за разговорот. Се наоѓаме во прекрасна Кинотека. Ова е местото каде што всушност се започна за нас. Првите 2 години Ехо се случуваше токму во ова место. Ова е наш дом, го чувствуваме како наш дом и се радуваме што се враќаме оваа година со дел од програмата. Инаку фестивалот оваа година ќе се одржува од 23 до 27 октомври, понеделник до петок, тоа е следната недела. Споменавте 55 филмови, всушност Ехо е меѓународен натпреварувачки фестивал и секоја година аплицираат на нашиот фестивал многу повеќе автори од тоа. Оваа година имавме скоро 200 автори од целиот свет, од 50 на земји, од скоро сите континенти кои што сакаат да бидат дел од главната програма. И беше навистина предизвик од тој број на филмови да селектираме 55 на крајот, кои што ќе бидат дел од програмата. Бидејќи бројот е толкав, оваа година имаме најголем број на филмови, посебно во минутажа. Сме и во 3 кина, практично Младинскиот културен центар со Кино Фросина и Джебно кино и Кинотека на Македонија. Имаме програма која што ќе се одржува паралелно во Кинотека, конкретно овдека сме во вторник и во среда, 24 и 25 октомври, кога имаме блокови со дел од програмата која што е на тема култура и природа и исто така екологија, бидејќи имаме такви категории во кои што имаме филмови кои што се надпреваруваат во таа категорија. А во Фросина имаме 5 дена програма со мешан карактер, исто култура, природа, екологија, спортски планински дел, значи планинарење, алпинизам, скијање, спелеологија и така натаму. Се што е поврзано со планината и убавините кои што ги носи, кои што ги носат планините широм целиот свет, бидејќи рековте 55 филмови од многу земји широм светот. Да кажеме само за љубителите на добриот филм, кога почнуваат проекциите и дали е влезот слободен? Влезот сите овие години е слободен, така останува и оваа година. Проекциите во понеделник започнува програмата во 19 часот. Ќе имаме 3 прекрасни филмови на различни теми со кои што ќе го покажеме разноликиот карактер на фестивалот, на тема алпинизам, имаме спелеологија и филм кој што ќе не потсети на потребата да бидеме свесни за лавинска безбедност, бидејќи ни се приближува и новата снежна сезона, па секогаш фестивалот го нудиме како платформа на која што ќе се потсетиме дека кога ќе падне снегот треба да бидеме свесни за една скриена опасност во таа убавина, да кажам. А потоа следните денови проекциите започнуваат во Фросина во 17 часот и во Джебното кино, во Кинотека тука ќе бидат во 19 часот. Во секој случај сите детали во однос на програмата, описи на филмовите и слично може да се најдат на нашиот сајт echofilmfest.mk или пак на нашите социјални медиуми. Таму веќе споделувам информации преку кои што ќе можат да се најдат сите во тоа што ги интересира, што ќе сака да погледат, бидејќи во одреден момент ние ќе имаме во 3 кина кои што ги споменав паралелна програма, така што ќе треба секој да си најде нешто што го интересира најмногу, па тоа да го гледа. И ќе имаме интересни исто така презентации за време на нашиот фестивал и покрај тоа што во суштина е филмски фестивал. Ние организираме и презентации, како што споменавме и кај филмовите, на еден широк опсек на контакт на човекот со планината. Имаме реализирано одлична соработка со Македонското еколошко друштво. Таму веќе во вторник ќе имаме
убава презентација за предувестите жители по Карпите. Следниот ден имаме панел дискусија на која што ќе активисти кои што во моментов се на фронтот на одредени сериозни еколошки ситуации во Македонија, ќе ни ја приближат нивната битка, проблемот, ќе ни ги раскажат подобро ситуациите со кои што се справуваат и за кои што се борат. Сакам да кажем, имаме повеќе активности, така да може секако програмата да се погледне. И според својот интерес да присуствува. И овие презентации, овие, што кажавте, презентацијата од Македонско еколошко друштво, исто така е влезот слободен? Да, целата програма е со слободен влез. Презентациите се во 20 часот. Ќе има на различни теми, исто така и книга, така ќе имате и книга по осми пат. Многу се радуваме на изданијата на книгите, бидејќи фестивалот доаѓа и си оди, а книгата останува на нашата полица и внимателни сме секогаш со тоа што го издаваме, бидејќи можноста наша отприлика е една книга за време на фестивалот, така да доста имаме селективност во однос на тоа што го објавуваме. Оваа година издаваме едно многу важно дело, кој што верувам дека ќе биде блиско не само на тие кои што практикуваат планински спорт или ги сакаат планините на тој начин да ги уживаат, дури и човек кој што нема контакт до сега остварен со природата и со планината, ќе најде таа книга интересна и блиска до себе. Се работи за книгата Пат на словеничкиот алпинист Нејц Заплотник, која што и покрај тоа што е на тема алпинизам, сепак тој ја пишува на многу едноставен начин и просто кај човек буди една жар за љубов искрена кон своето обкружување кон природата. Да гледам како зборувате со емоции кога зборувате за планината. Дали вие сте планинар? Или само со филм се занимавате? Значи, ехо, да, значи, јас планинарев некаде од 94-5 година, потоа и работев и алпинизам, некои добри скоро 20 години. Ехо беше производ на едно друштво кое што во одреден момент почувствува потреба да ги приближи своите активности до пошироката јавност. Најдовме платформа, еден начин како ќе можеме да споделиме тоа што го работиме пред луѓе кои што не знаат што е баш тоа алпинизам или планинарење или спелеологија и слично, не ги знаат еколошките проблеми и ситуации. Така да се изборивме за една платформа на која што е отворена, слободна, сите да дојдат да слушнат што правиме, да разберат подобро, да се почитуваме помеѓу себе и така. Така да, тоа беше производ на една наша љубов искрена кон природата и кон планината. И трае веќе 14 години, како што кажавте, уште за самиот крај, уште еднаш повик за сите љубители на убавиот филм, љубители на планината, на природата, на екологијата, да дојдат и да ги проследат сите овие 55 филмови во рамките на фестивалот Ехо Фест. Имате ли некоја порака за крај? Отвараме во понеделник во Кино Фросина во 19 часот, да дојдеме да се дружиме, да уживаме во прекрасни визуелни приказни. Продолжуваме потоа следните денови во кинотека и во Фросина. Ви благодарам за можноста да го најавиме Ехо на време. Да. Ви благодарам и на вас за вашето гостување овде во Добро утро секој утро. Сега се враќаме назад во студио и кај Сузе. Сузе, ние тука се одјавуваме, дали можеби има некое прашање? Јас навистина се восхитувам на сите ентузијасти, на сите луѓе кои што се позади овај голем проект. Навистина секоја чест за луѓето кои што ја сакаат планината, ја сакаат природата, ја почитуваат и создаваат трајни вредности. Немам прашања, имам само една огромна поддршка и едно големо браво. Ти благодарам, Ирина, што сподели информации за ова издание. Поздрав и до твојот соговорник.